Добар ден! Го гледате првото празнично издание на вестите на Канал Плюс. На почеток кратка најава за дел од содржините. Денес е распет петок, најтешкиот празник во христијанството. Но овој ден верниците одат на црква и се молат за здравје. Вчера поетскиот караван предпразнично гостуваше во домот на Млади Штип. Присутните имаа можност да ги слушнат делата на 26 истакнати поети. Берово за празниците очекува голем број туристи. Угостителските капацитети се подготвени за зголемениот број гости. Православниот свет денес го празнува Велики петок, или уште познат како Распет петок, бидејќи на овој ден е распнат Исус Христос. Денес е најтешкиот празник во христијанството. Верниците одат на црква, носат дарови и се молат за здравје. Денес е Велики петок или познат како Распет петок. Во христијанската вера ова е најтешкиот празник во име на Христовото распнување на крстот, најсрамната и најтешката казна во Римската империја. Денес не се работи. Еве ќе кажам, жените не работат. Не буквално дека не работат, меѓутоа не се работат оние потешки работи, не се работи на поле, не се пере еве кај нас во семејството. Црквата за овој ден пропишува најстрог пост, кој уште се вика пост на вода. Се оди во црква каде што се оставаа дарови на распетието Христово, а цвеќе на плаштеникот оплакувањето Христово. Секој што тука остава цвеќе, зема друго и го носи дома за здравје. На овој ден е познат обредот на символично погребување на Исус Христос, на која е представена слика на Христовото тело како лежи во гробот. Се положува врз посебно подготвен символ на Христовиот гроб. Поминувајќи под плаштаницата, верниците сочувствуваат со распнатиот Исус, молејќи се за здравје, мир и благосостојба. Се смета дека оној кој минува под неа влегува како грешник, а излегува како нов човек, прочистен од старите гревови. Ваквиот обред ќе се изврши во црквата Успение на Пресвета Богородица во Новосело, каде се повикуваат сите верници во чествувањето на големиот празник. Ги повикувам сите верници, кои можат, кои се слободни, на голем петок, а секако и на воскресението ноќта, да дојдеме заедно сите, да бидеме присутни во храмот, да си го дочекаме славното воскресение на нашиот Спасител Господ Исус Христос, со што и ние ќе воскреснеме, а потоа сите ќе заминеме по своите домови со запалени свеќи, да не биде осветен патот, како што и Христос пред воскресението не осветува и осветлува сите. На Велика сабота се прават последните подготовки за Велик ден. Традиционално пред полнок сите верници одат во црква, држејќи бојадисано јајце и запалена свеќа, а точно на полнок камбаните го означуваат доаѓањето на Велик ден, денот во кој воскреснал Исус Христос. Се оди на ноќта на црква во 12 часот, каде што се собираат во храмовите и се веќе почнува празнувањето на воскреснувањето на Христос. Омрасувањето е секако со јајце, со црвено јајце. Берово за празниците очекува голем број туристи. Општината подготви програма, а угостителските капацитети се подготвени за зголемениот број на гости кои се очекуваат. Крајниот исток, општина Берово, станува се поинтересна и попримамлива туристичка дестинација. За предстојниот продолжен празничен викенд за Великден, Малешевскиот крај ќе биде посетен од голем број на домашни и странски туристи. Ние очекуваме, а и сме подготвени и спремни да дочекаме поголем број на туристи, на гости, не само од Република Македонија, него и од нашите соседни држави. Тоест, очекуваме гости од Република Бугарија, кои веќе постојано доаѓаат тука, ги користат услугите на нашите туристички комплекси. Така да сметам дека хотелите Аурора, хотел Манастир, хотел ВИП ќе бидат исполнети нивните капацитети, а се разбира тука се и приватните викенд куќи кои исто така се регистрирани кај нас и ги примаат гостите. Алтернативниот туризам е основата врз која менаџерите
Од хотелот Манастир ги промовираат убавините на овој крај. 90% исполнет капацитетот. Веруваме дека да, 100% ќе биде исполнет, причини што више имаме реакции од странство, од Бугарија повише. Странските туристи пред се ја исполнуваат својата активност, тука ги посетуваат шумските предели, планините, прошетките кои го нуди природата, кои го дозволува. Берови маршруци од крак чистиот воздух, автентичната храна и специјалитетите кои ги подготвуваме што го и немаат вкусено во нивните средини таму и во држави. На туристите, освен авантурите по планинските патеки, лов и риболов покрај Беровското езеро, угостителите им нудат да ги вкусат и традиционалните јадења. Не само они традиционални работи како што се качамак, зелник, клиси со прас и така натаму, него ние се обидуваме употребувајќи ги традиционалните состојки да направиме некои нови јадења, така да направиме некој нов спој на тие две работи. Се зголемува бројот на туристи заради исто голема улога имаат и новите сместувачки капацитети што ги имаме. Порано беше неописиво некој да ги издава своите соби или дел од куќата за туристи, меѓутоа сега тоа стана нормално нешто. Берово е мелем за очите и рај за душата, воздушен коридор на Балканот, бидејќи дишењето на таков чист воздух, обкружен со чиста природа, е вистинско задоволство и релаксирање. Поетскиот караван на Друштво на писатели на Македонија вчера вечер гостуваше во Дом на млади Штип. Присутните имаа можност да слушнат 26 истакнати поети од различни генерации. Пред великденските празници, општинската установа Дом на млади беше домаќин на поетскиот караван на Република Македонија, на Друштвото на писатели, кој вчера вечер гостуваше во Штип. Говор одржи градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев. Добродојдете во градот кој има 7000 години стара историја. Град од кој произведува многу значајни личности и од нашата историја, од нашата политика, град на уметници, на врвни музичари, град на убавината, на младоста, на модата. Верувам дека вечерва ќе слушаме многу убави творби затоа што поезијата е нешто што не сплотува сите. Таа извира длабоко од душата и затоа мораме да ги посетиме една школа Неделковски, Кочораци, Ингале Тодоровски, Господин Миконевски, големи поети. Штипјани имаа можност да ги слушнат делата на 26 истакнати поети од различни генерации. Вечерта кога поетите ќе ги представат нивните дела, ќе имаме ексклузивна можност да го слушнеме тоа токму од нивните устни, што за граѓаните на општина Штип ќе биде единствена можност да уживаат во вечерта, а воедно да ги запознаат и овие познати, популарни писатели, поети кои оставиле сериозен белег врз македонската литература. Досега поетите на Друштво на писатели на Македонија гостуваа во 4 градови во државата. Поетите ќе го продолжат караванот и понатаму. Поетскиот караван ќе заврши со традиционалната манифестација Средба на генерации во рамки на деновите на Блаже Коневски, кои секоја година се одржуваат од 17 до 19 декември, денот на раѓањето на големиот македонски поет, основоположник и прв претседател на Македонската писателска асоциација. Последните врнежи од дожд придонесоа за дополнително покачување на нивото на подземните води, поради што наместо на Благовец водата во земјоделските површини ќе се пушти на 18 април. Со тоа ќе задоцне и сеидбата на ориз во Кочанско. Местната заедница од оризари достави барање до водостопанското предпријатие Брегалница Кочани за зафаќање на проточните води од Масалница и нивно пренасочување во земјоделските површини. И покрај неповолните временски прилики кои условија доцнење во подготовките за сеидба на оризот, од водостопанското предпријатие велат дека тие можат да ја стартуваат наводнителната сезона. Последните врнежи од дожд придонеле за дополнително покачување на нивото на подземните води, поради што одделни површини се уште не се исцедени и кај нив ќе се доцни со подготовката за сеидба. Луѓето во оризари по традиција водата ја пуштаа на Благовец, но сега не им дозволуваат временските услови. Значи добивме известување дека земјоделците сакаат да ја пуштат водата на 18 април. Идната недела ќе ја направиме целата динамика. Ќе знаеме точно кога во кое место ќе се пушти водата за наводнување на оризовата култура, изјави Зоран Беличев, директор на водостопанство Брегалница. Беличев исто така истакна дека браната Калиманци е преполна со вода, што гарантира дека целата наводнителна сезона годинава може да помине без проблеми.
Имавме огромни количини на врнежи во изминатиот период. Моментално акумулацијата калиманци е на прелив повеќе од 10 дена, додава Беличев. Според планот за наводнување, годинава на територијата на општина Кочани со ориз треба да се засеат вкупно 1516 хектари. Од нив најмногу се во катастарските општини Кочани, Горни Подлог и Грдовци. Вчера се одржа првиот дел од обуката на тема Современа дипломатија, додека вториот дел ќе се одржи на 14 април од страна на професор Андон Мајхошев. Обуката е спроведена од Советот на млади како дел од проектот И јас сум лидер. Во текот на минатиот ден со почеток во 19 часот се одржа првиот дел од обуката на тема Современа дипломатија и преговарање. Ја вршеа реномирани професори од правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Организирана беше од страна на Советот на млади и е дел од проектот И јас сум лидер. Денес ќе даде осврт професорот доцент доктор Дејан Маролов. Тој ќе говори за современата дипломатија, за незините историски корени, за незиното развивање, за современата дипломатија, за јавната дипломатија, ќе даде примери секако. Понатаму второто предавање, односно на 14 април, ќе го одржува доцент доктор Андон Мајхошев. Тој ќе говори за преговарањата, бидејќи тоа е една многу интересна тема која што не засега сите, па како и студентите од правниот факултет, така и сите заинтересирани можат слободно да дојдат и да присуствуваат на оваа интересна обука. Вчерашниот дел за дипломатија го одржа професор доцент Дејан Маролов. Оваа обука е од голема корист за сите студенти. Тие се запознаа за корените, потеклото, развојот и моменталната состојба на современата дипломатија. Мислам дека ќе биде прилично интересно за студентите, младите. Во конкретниот случај станува збор за обука која се организира на тема дипломатија и преговарање. Јас ќе го одржам делот за дипломатија и се надам дека ќе биде од бенефит за сите кои присуствуваат. Вториот дел од обуката на тема Современа дипломатија и преговарање ќе се одржи на 14 април. Истата ќе ја одржи професор доцент Андон Мајхошев. Во овој дел ќе се даде осврт и на преговарањето кое како вештина има свој виден поопширен размер. Женската фудбалска репрезентација на Македонија до 17 години заврши како првопласирана на УЕФА развојниот турнир откако во Подгорица по изведување на пенали славеше на домакинот Црна Гора. Резултатот на средбата го отворија домакините кои поведоа во првото полувреме, но на 3 минути пред крајот на средбата погодок во мрежата на Црна Гора постигна Илзам Максути и го одведе мечот на пенали 1-1. По изведување на ударите од белата точка поуспешни беа нашите фудбалерки кои славеа со 5-4 и со максимален учинок 3 победи на 3 средби го завршија развојниот турнир. Честитки до сите девојки кои настапија на турнирот. Задоволен сум од прикажаното, одигравме 3 одлични надпревари и многу сум горд на моите фудбалерки, затоа што покажаа дека се иднината на женскиот македонски фудбал, изјави селекторот Кирил Изов од мечот со Црна Гора. Македонија го заврши турнирот со 8 освоени бода пред Луксембург со 6 бода, домакинот Црна Гора со 4 и Лихтенштеин без ниту еден освоен бод. Но предходните надпревари девојчињата им дадоа 5 гола на Луксембург и 4 гола на Лихтенштеин. Овде е крајот на пладневните вести на Канал Плюс. Ви посакувам пријатно празнично попладне со нашата програма.